Многу ветувања, мала реализација. Капиталните инвестиции кои некогаш беа моторот на македонската економија, годинава го допреа дното. Веќе се ближи крајот на 2020, а досега се едва реализирани половина од планираните, и тоа дури по 2 ребаланса на буџетот. Власта се правда дека ваквиот резултат е поради кризната година, но и ударот од пандемијата. Кратење се случува во сите оние проекти каде што се јавил одреден застој, не само во капиталните проекти, но и во проекти кои што не бележат сериозен или брз раст, и таму имаме одредено кратење за да парите ги насочиме кон оние средства во четвртиот пакет на мерки за да им помогнеме на граѓаните. Се сеќавате дека таму 470 милиони евра во четвртиот пакет беа реалоцирани за да помогнеме на економијата, на компаниите, да ги задржиме компаниите. Сепак Бочварски рече дека во вакви услови требало да бидеме и малку оптимисти. Во секторот кој тој го раководи, реализацијата на капиталните проекти била малку подобра. До сега во Министерството за транспорт и врски веќе капиталните инвестиции се преку 62%. Јас сметам дека во време на ковид криза имаме добар исчекор и добар раст, посебно во овој дел од годината, но сум оптимист дека во текот на наредната година капиталните инвестиции дополнително ќе бидат мотор на економијата. Според досега потрошеното на власта и стојат на располагање дури 192 милиони евра од планираните 318 милиони евра за капитални инвестиции. Но она што дополнително ги загрижува стопанствениците е недоволната ажурност во надминувањето на системските слабости. Тие предупредуваат дека фактот што COVID-19 годинава ги јаде парите за капиталните проекти не смее да биде оправдување за неажурноста на државната администрација. Во меѓувреме доцнење има и кај дел од инфраструктурните проекти. Меѓу нив е и пругата кон Бугарија, за која до година со распишување на тендер ќе се бара изведувач. Доцни и изградбата на автопатот Кичево-Охрид. За 2021 се очекува да бидат завршени и пуштени во употреба само 20 на километри од оваа делница долга 57 километри. Само за овој градежен проект биле потрошени околу 350 милиони евра.